овој пат одлучивме да актуализираме една тема поврзана со женското здравје, која што е особено актуелна во летниот период. Станува збор за тоа дека дел од жените во пресрет на летните одмори со таблети го одложуваат менструалниот циклус, а токму за безбедноста на ваквото одложување ќе разговараме во продолжение. Наш денешен соговорник е доктор Дејан Огњеновиќ. Добро утро и благодарам што повторно сте дел од утринската на Тилма. Кажете ни за почеток, кога некоја жена сака со таблети да го одложи менструалниот циклус, дали треба да направи некаков преглед кај својот гинеколог или доволна е консултација? Добро утро, фала што дојдовте. Значи, кај жените е многу безбедно одложувањето на менструацијата, посебен преглед пред да се дадат таблетките не е потребен, заради тоа што секој доктор си ги знае своите пациентки и знае дали ќе може да даде или нема да може да даде. Тие таблетки обично го одложуваат, треба правилно да се земат за да го одложат почетокот на менструацијата и секогаш се земат неколку дена пред очекуваната менструација, но секако не подолго од 14 дена. Значи таа жена на одморот нема да добие менструација и ќе може да ужива во сите благодети на тој одмор кој што ќе си го одбере со партнерот. Дали постои некаков ризик овие таблети, односно оваа терапија, да направат дисбаланс во однос на хормоните, дали може да влијаат на плодноста кај пациентка? Овие таблетки се многу сигурни, имаме два вида, едни се прогестеронски, други се орална хормонска контрацепција, во зависност од тоа жената како ќе си одбере, во однос на тоа ние што ќе советуваме, меѓутоа заради тоа што тоа се прави до 2 пати годишно, ние одиме, и жените одат на одмор, сигурна е и не прави хормонален дисбаланс и никако не влијае на плодноста на тие жени, што значи дека може да се бидат плодни и понатака, што значи дека и хормоните, равнотежата на хормоните ќе остане иста. Колку често е безбедно да се зема оваа терапија? Ве споменавте 2 пати годишно, дали е тоа максимумот? Не, тоа не е максимумот, секако дека може и повеќе, меѓутоа тогаш треба да биде под надзор на лекар, значи почесто ќе треба да доаѓа за да видиме дали тие таблетки нешто направиле во врска со хормоните, меѓутоа од досегашната пракса се сметаат за многу безбедни и на сите жени кои што би очекувале менструација во време траењето на одморот, препорачувам да си ја одложат менструацијата. Во колку почне менструацијата, тие таблетки нема да може да влијаат и да делуваат на премостување на менструацијата, меѓутоа затоа секогаш се земаат неколку дена пред почетокот на очекуваната менструација. Дали има некои контраиндикации, односно има ли некоја група на пациентки за кои што не е безбедна ваквата терапија и како влијае целата нивна благосостојба всушност? Во колку одложувањето на менструацијата се започне со прогестерон, само со прогестеронски таблетки, нема никаква опасност. Меѓутоа, во колку жената зема орална хормонска контрацепција и веќе подолго време, треба да се проверат факторите на делувањето на хепарот, на јетрата, треба да се види притисокот каков е, да видиме дали има тромбоемболични заплети, дали ќе може да се појават или не. И секако треба да се каже тоа дека тие таблетки кои што се хормонски, кои што се со прогестагенот, тие мораме да кажеме дека не штитат од препречување на несакана бременост, меѓутоа доколку жената е на орална хормонска контрацепција, тие освен тоа што ќе го одложат менструалниот период, ќе бидат и заштитени од несакано забременување. Докторе, а што е со останатите жени кои што, например, имаат менструален циклус додека се на својот летен одмор, дали е безбедно тие да се капат или пак може би има ризик од инфекции и која е најпрактичната опција за да се заштитат? Значи, жените кои што имаат менструација во време траење на нивниот одмор, секако дека може да се бањат, затоа они се отидени дали ќе се бањат во базен или море, меѓутоа тие ќе си стават тампон во време траење на бањањето и после не смеат никако да го остават костимот за капање што е да биде влажен и да се суши на неизе, заради тоа што не само влажноста, туку и топлината ствара атмосфера во вагината, во смисол да се смени целосна вагиналната флора и да разраснат бактерии кои што нормално не би разраснале. Значи, совет до секоја жена би бил тој да после излагањето од вода да се го пресоблечат
костимот кој што е мокар, да се облечат сув и така и тоа да го практикуваат после секое бањање. Кога ќе се заврши бањањето, кога ќе се заврши денот за бањање, значи советуваме да се носат памучни гаќички, никако не синтетички и тоа да се заменува почесто. Исто така ги советуваме да не користат агресивни сапуни, агресивни туширања во прелод на вагината, заради тоа што и така ќе пореметат вагиналната нормална микрофлора која што нормално е во вагината. Докторе, овде некаде ќе ви се заблагодарам уште еднаш за одвоеното време за овој разговор. Верувам дека оваа тема беше исклучително корисна за дамите, особено со оглед на фактот дека се уште сме на почеток на летната сезона и овде некаде ќе го заокружиме ова наше линковско вклучување.